Преживелимата фундит политике на интервиста на Дитас пласиме депутете на ВМРО ДПМНЕС, Зонјан Дафина Стојановска. Добро вечер и добро дојдовте во Алсат. Добро вечер, ви благодарам за поканата. Господја Стојановска, велите едно државјанство, еден пратеник со законски измени. Сакате да забраните пратеник да стане некој што има двојно или повеќе државјанство. Зошто го правите ова? Само за да ја демантирате опозицијата дека пратениците на ВМРО ДПМН немаат бугарски пасош, или можеби имате дилеми околу лојалноста на вашите функционери? Па генерално можеби основниот или лајт мотивот за ова што го направивме, а истото го имаме направено и пред 5 години, кога како пратеничка група бевме во опозиција и можеби кога тогаш таа пратеничка група броеше и повеќе такви пратеници кои што беа обвинувани од страна на тогаш власта, а денес опозицијата дека имаат бугарски државјанства, дека залудно нели се против бугарскиот договор и така натаму. Значи би рекла лајт мотивот или основниот мотив за да ги тргнеме овие лажни обвинувања, особено после изминатиот викенд, бидејќи нели се случуваа во соседна Бугарија парламентарни избори, па нели повторно истата тема се отвори, па колегите од некреативната опозиција повторно поставија прашања, објавија списоци и прашањето им беше нешто во стилот колку од македонските пратеници во актуелниот пратенички состав на собранието гласаа за бугарските избори, така да повторно имаме обид. Оној пат кога бевме опозиција не беше прифатен како наш предлог на закон, сега еве повторно го поднесовме по скратена постапка, бидејќи не се работи за некоја обемна измена на вчерашната нова пленарна седница по кој што нели се имаше гласање и според гласањето овој наш предлог закон, се извинувам, веќе влегува во собраниска процедура, бидејќи беше по скратена постапка, денес се најде и како втора точка на 62-та седница на Комисијата за политички систем и односи меѓу заедниците, така да останува да видиме што ќе се случува. Од информациите на службите, бидејќи добар дел од поднесените амандмани се поднесени во законски предвидениот временски рок, но не се стасани за обработка. Предпоставувам дека најмногу одзема време преводот, инаку од оние информации кои што ги имам, простете ако не се толку прецизни, она што го знам досега по однос на овој закон, бидејќи како втора точка се остави простор да имаат службите, повеќе се работеше на првата денешна точка. 16 амандмани имале поднесено колегите на Дуили од Европскиот фронт, 2 амандмани колегите од Социјалдемократскиот сојуз и над 100, точна бројка не знам, дека имал поднесено колегата Бејџан Илјас, што се однесува до овој закон, но веќе таа седница за денес е прекината, седницата на Комисијата за политички систем, и оваа точка воопшто не е отворена, така да останува да видиме кога ќе биде закажано нејзиното продолжение, за кое што останува комплетно разгледување. Значи оваа точка воопшто не е отворена денес. Значи има многу амандмани од тоа. Да, и да напоменам да биде блокиран. Видете, ово е еден од оние закони кои што според новиот деловник кој што е веќе на сила од овој мандат, за кој што е дозволено на, како го велиме ние, филибастеринг или блокирање на закони со амандмани, нели тука се 5 закони во прашање, еден од нив е законот за пратеници, другиот беше за собрание, за финансирање политички партии, доколку се работи за деловник и изборниот законник, значи е можно, но да ја видиме вештината, кондицијата, заинтересираноста на колегите од опозицијата и да видиме на времето која ќе биде свикана, на вистина сега не можам таа информација да ви ја кажам. Колку сте сигурни дека во вашите редови немате пратеници со бугарски пасош и како ќе се докаже ова? Само со една изјава заверена во нотара, кој потоа ќе проверува дали некој има или нема? Па не знам, сега јас навистина не доаѓам од тие структури, дали ова нешто што го поставуваат како прашање, секако нормално и ние би играле така, дали е можно да се добие како информација од јавен карактер. Мислам,
тука јас имам прашалник, но повеќе од, ако не е поголема сигурност, она што токму подписници на овој предлог на закон, се токму повиканите пратеници, 5 на број се колегата Милошовски, координаторот Мицевски, заменикот координатор Стојановски, колегата од Веле Сигур Здравковски и колегата Марија Петрушевска. Но еве да видиме, ако сметаат дека има некаква позадинска игра, може би да одат и понатаму. А што се однесува до ова што ја споменавте, нотарска, заверена нотарска изјава на нотар направена од колешката од Либерална партија, знаете како, не би сакала јас плагијати воопшто и да коментирам. Што се однесува до оваа колешка, може би најповеќе ќе ја одговараше нотарска канцеларија да има на некој од аеродромите. Не е симната од аеродроми и сега таа да глуми некој си плагијат, бидејќи оваа постапка ние направивме поднос на друга тема, апсолутно сметам дека не би сакала ни воопшто да трошам време од ова моје гостување кај вас. А зошто ова да важи само за пратениците, а не и за другите именувани функционери? Дали причината е што сегашните министри во владата имаат повеќе државјанства, како например министерката за енергетика Вања Божиновска? Да, знаете како, сметам дека и досега имало пракса да во владите на Република Македонија и во изминати млади имало таков случај. Имавме случај кандидат за председател на држава, мислам дека господинот Река во председателските избори 2019 имаше такво нешто, но велам повторно ќе потенцирам. Основен лајт мотив ни беше ова, да ја трнеме дамката која што постојано се фрла врз нашите пратеници. Сметам дека можеби ова гледаме дека добива на вистина внимание во јавноста, ево и кај колегите. Добро е да се разгледа, дали преку јавна расправа, добро е можеби да се повика и Уставен суд. Ќе видиме, значи, апсолутно ниту сакаме нешто насилно да донесеме, ниту некому да наштетиме, особено не е со зли намери. Но нашите добри намери се, нели, кажавме, видете, вие во добар дел и од пратеничката функција има некои активности каде што навистина е можеби потребно вакво нешто, но велам немам многу да тврдам или да гарантирам. Јас, како што и досега ВМРО ДПМН и како коалициона група постапувало, никогаш нема нешто насила или против она што ќе ни се укаже од страна и на јавноста, но секако пред се тука ги ставам експертите. А зошто да не и Уставен суд? Така. Дали може би знаете дали се откажа господја Божиновска од нејзиното бугарско државјанство? Немам таква информација. Предпоставувам може и неа да ја повикате да ви гостувате. А дали други министри во владата имаат бугарски пасош или некое друго државјанство? Немам навистина таква информација, не сакам да се сведеме на ниво на шпекулација. СДСМ и вашата колешка Моника Зајкова, ја спомнавте, побара законот да важи и за овој, за актуелниот состав на собранието. Дали предвидувате вакво нешто? Мислам дека има дел во законот каде што велиме доколку се согласиме. Видете, ова е предлог закон за кој што нели имаше можност, иако скратена постапка, да се делува амандмански. Ако има таков предлог, зошто да ние да го разгледаме? Ние мислам дека имаме можност доколку се согласиме, се усогласиме, ние се надеваме. Но предлогот сега е за нареден, од следен мандат, нешто слично како што е нели за предлог законот за влада, кој што и него го поднесовме вчера по скратена постапка, но апсолутно нема да имаме проблем. Ви велам, штом овие колеги се подпишани како предлагачи на овој закон, апсолутно немаме проблем. Немате проблем да прифатите ваков амандман? Да, доколку еве дојде како предлог амандман, бидејќи ние како предлагачи секако дека не знам дали ќе има основ да поднесеме амандмани, а како што ви кажав, немаме по овој. Ниту по овој, ниту по овој предлог законот за влада, нема амандмани од страна на нашата пратеничка. Добро, бидејќи и експертите имаат разни коментари, дека и не е уставно, бидејќи според Уставот пратеникот не може да биде отповикан. Уставот нели дозволува, сега простете точно кој член не знам, но дозволува двојни државјанства. Нема тука некоја изричита клаузула, можеби двојни државјанства се во овие служби за интервенира и во законот за државјанство. Затоа велам да оставиме, можеби викендов е добар период, можеби и ние некоја нешто ќе произлезе од сите овие реакции во јавноста, па и ние можеби но со оглед на ова што видовме дека има повеќе амандмани, мислам дека се насетува намерата на колегите да се оди со филибастеринг.
ама сепак за жал денес мора да кажеме да оставиме да видиме што ќе се случи. Така. Техничката влада беше донесена со консенсус, а сега нема консенсус за незиното укинување. Зошто брзате да ја укинете техничката влада, бидејќи нема да важи за следните избори, а од друга страна има и многу поитни закони што треба да се донесат, како изборниот законник, други реформи. За нив толку не се брза, колку што се брза за Знаете како, мислам дека оваа тема е отворена, отворена за расправа, отворена за сите партии кои што учествуваат во парламентот преку пратеници или пратенички групи. Тоа денеска го спомена и министерот за администрација господинот Минчев. Отворена е негде, тој точно го кажа и датумот, 14 јануари, кога беше онаа втора лидерска средба која што ја организираше премиерот Мицкоски, и тука е веќе отворена таа тема. Значи не се точни обвинувањата дека ние нешто насило правиме. Разговарано е на оваа тема, дури министерот Минчев кажа дека и лидерот на ДУИ Али Ахмети кажал дека нема ништо против. Во тој момент се разбира, тогаш ништо не било готово за да се види како нешто конкретно, но неговото прашање било дали за ова се известени нашите стратешки партнери, мислејќи на Соединетите Американски држави и нели на Европската Унија. Затоа добил одговор од премиерот дека се. После и овој период кој што е поминат од тој 14 јануари до денес, тоа му е секако, се надевам, и докажано. После тоа министерот Минчев како најсоодветен или како предлагач на овој закон имали неколку средби кои што не знам дали се одвивале во собрание, но средби и поединечни и групни на кои што биле повикани. Не запамтив добро веќе како се ближело времето навака почнали да не доаѓаат дел од координатори на пратенички групи, така што не би рекла или не би дефинирала дека е нешто избрзано. Да. Ако сметаме да градиме држава врз цврсти темели, ако велиме истите овие ликови кои денес велат дека се против пржинска влада, особено тука мислам на колегите од Социјалдемократскиот сојуз, истите кога беа власт говореа спротивното. За разлика од нив, ние како ВМРО ДПМН со конзистентен став сме биле и како опозиција, сме поднеле предлог за да се укине оваа пржинска влада, и денес еве сме власт и повторно велиме. И за да не бидеме сватени дека сакаме веднаш на следни избори, што значи, можеби убедена сум дека не би одговарала на опозицијата. Значи, пржинската влада е да се вклучат дел од опозиционерите како заменици, дополнителни министри. Така натаму, велиме со овој предлог на закон, доколку се одвиваат до 32 година само редовни избори, доколку нема вонредни, велиме не ни тие во 28 парламентарни, кои што би требало да следуваат како редовни, туку ова да почне да се применува, значи без пржинска влада, без привремена, пржинска стана некако термин, символ за овој термин, од 2032 година парламентарните избори. И доколку еве СДСМ верува нели повикуваат колегите од СДСМ, веднаш да има избори. Значи тие кои би барал избори ако смета дека не би победил. СДСМ рече дека ќе ја напушти работната група која ја договара на изборниот законник. Дали сепак ќе и ДУИ е против? Дали сепак ќе продолжите со процедурата и со укинувањето на техничката влада? Па видете, денес веќе заврши амандманската расправа. Колегите на ДУИ напуштија седницата. Образложение не се почитувал деловник, бидејќи ова беше попладне втора сесија. Во првата сесија реагира на просторот, тесно било вака така. Побараа пауза, мислам дека уште една пауза следуваше и еве се обезбеди некој си поголем простор од она сала 5, но еве започната амандманска расправа, мирно, не велам дека со некои скандали или не знам какви правење на тензични моменти, напуштаат седница, велат не се почитува деловник. По нив стануваат и колегите од Социјалдемократскиот сојуз, односно, да бидам попрецизна, две колешки. Само велат нема што ние тука да седиме, и онака не сме потребни за кворум, така да и оние 13 амандмани кои што колегите од Европски фронт ги поднесоа поднос на овој предлог на закон за измена на законот за влада, не беа тука. Првите ги образложија, одбиени се, за последните се само проследени. Овој закон според деловникот како што налага е веќе проследен, што значи ќе очекуваме да се разгледува на пленарна седница. И прекинот е тука направен, нема закажано продолжение, сега треба да се разгледува втората точка на комисија, првата по која што денес зборувавме, тоа е законот
за пратеници. Така. Ја спомнавте пред малку и лидерската средба, па дента кога се одржи лидерската средба, тврдевте дека сте преговарале со Али Ахмети, а он само за да влезе во влада, прифатил и помалку министерство од Вленду и после тоа демантираше, но прашањето ми е дали ќе се одржи состанокот Мицковски Ахмети или веќе се одржа? Јас немам информации дека е одржан, но овие информации ги сподели лично председателот на мојата партија и актуелен премиер, така да таман работа. Имав и јас еден статус, нели, после тоа дека јас бев една од сведоците на оваа средба, но дали во меѓувреме е случајна средба повторна меѓу нив како лидери, нели, лидерска биоквалификувале, навистина не би можела да ви кажам. Дали ВМРО се спрема за предвремени парламентарни избори? Веќе има гласини дека може да се случат и наредната година. Знаете, според последните анкети кои што беа правени од МКДМК и уште една агенција, простете во моментов, не можам, не ми текнува на името, ние одлично стоиме. Без разлика дали поставеното прашање во кој лидер на политичка партија верувате или на која партија би дале поддршка, но ние бидејќи секогаш се однесуваме согласно мислењето на јавноста, мислењето не само на јавноста, на мнозинството на јавност во Македонија, туку и на меѓународна заедница е дека нема време за предвремени избори. Нема зошто, ако нели знаеме дека последните локални пред пола година или повеќе од пола година заминаа, повторно државата да ја закочуваме во однос на проекти, реализација и слично, само за да некому исполниме желба, навистина не гледаме дека има амбиент за предвремени парламентарни. Дали по евентуални предвремени или редовни избори би соработувале со ДУИ? Ние она што го ветивме пред последните парламентарни избори, дека со ДУИ нема да коалицираме без разлика на исходот на парламентарните избори, го реализиравме. Ние не сме за предвремени парламентарни избори. Ние, без разлика, еве и да се случат, не знам што да се случи во држава, да бидеме принудени да има предвремени парламентарни, сме подготвени секако, не само заради анкетите, туку и заради сето она што стои позади нас како сработено. И пак ќе кажам, рано е за било што од сега да ветуваме. Сепак докажавме на народот дека нема да коалицираме со ДУИ во 2024, тој се случи. Иако фактите тоа го говорат, тоа не е некоја лага или лажна вест, ДУИ беше победник од страна на албанскиот политички блок. Но, како што кажавме, и реализиравме. За сега не сме размислувале на оваа тема. Така. Каде заглави законот за правична застапеност, бидејќи на владина седница помина дури 7 април, а уште не е во не е собраниска. стасан во собрание. Се дали е заглавен или можеби, не знам. Но генерално од страна на председателот Африн Гаши не е пуштен во собраниска процедура. Знаете, таму и пред да започне... Дали имате бадентер за овој закон? Можеби тука е причината? Тука веќе се пројавуваат гласини од експерти. Ние како политичари можеби да кажеме дека добро е да има бадентер. Но експертите, мислам дека од она што досега го имам слушнато, прочитано, видено, тие велат дека нема потреба за овој закон да има бадентер. Пак ќе кажам, ќе остане да видиме, бидејќи овој закон влегува во редовна процедура во собранието и нема да има апсолутно никакви дилеми доколку се побара да има и јавна расправа, да се сослушаат експерти. Апсолутно. Целта со овој предлог на закон за правична застапеност е конечно правичната застапеност да не се третира како некое времено решение или не знам каков механизам. Нека биде закон кој што ќе биде почитуван од сите, а целта е да се добие поквалитетна администрација. Така. Да не бидат принудувани младите луѓе кои што би аплицирале на некој иден оглас да менуваат етничка припадност само за да бидат примени. Да ги избереме најдобрите и конечно македонската јавност да добие квалитетни услуги од јавната администрација. Тоа е главна цел, а за прв пат, што можеби досега не е случајно, можеби имало на времето потреба да биде како временско решение, сега влегува во законски рамки, а законот предпоставувам дека сите ќе го почитувам. Така. Бугарија има нова влада, премиер ќе биде Румен Радев. Ако Софија или ЕУ дава некакви гаранции, дали ќе ги изгласате уставните измени за да влезат бугарите во уставот? Ние кажавме какви гаранции бараме.
би рекла не повеќе од Бугарија доколку ги даде секако дека како членка на Европска унија зад таквите гаранции ќе застане и Советот, односно Европската унија, да без такви гаранции не го правиме тој прв чекор, бидејќи знаеме дека нема да е прв. Тоа и впрочем и самиот Радев, а и останати други бугарски политичари на јавна сцена го имаат кажано дека тоа не е основниот услов. А што се однесува до нов премиер, за поздравување тоа што очекуваме да се формира стабилна влада после колку 8 избори и 5 години, очекуваме и нешто европско да видиме од Радев како премиер. Добар од Радев, подобар или потежок соговорник? До сега беше тежок. Радев беше можеби еден од креаторите на бугарскиот предлог, бугарскиот протокол, но ние знаеме едно, а тоа е дека нема да ги смениме нашите ставови, нашите позиции, дека, како што кажав на почетокот, ако не добиеме цврсти гаранции или ако бугарската страна сега со нов премиер почне да се однесува европски и како прв знак да ги почне да ги спроведува оние 14 донесени одлуки на Европскиот суд за човекови права, можеби ќе биде некоја светлина во овој мрак кој што долго време го имаме од страна на источниот сосед. За крај, дали и кога пратениците би се откажале од патните трошоци, кои се во илјадници евра? Например, вие според достапни медиумски извештаи сте една од пратениците кои наплаќа патни трошоци, а во рамки на вашето семејство имате станови во Скопје. Нели ова е нефер кон граѓаните? Видете, тоа е закон. Закон кој што се почитува, апсолутно не се манипулира. Можеби во минатото имало случаи кои што завршиле на суд, но сметам дека и таму на суд се докажало дека немало злоупотреби. Да, можеби јас излегувам како една од оние пратеници кои што земаат повеќе сума за патни трошоци, а реално дестинацијата Гостивар Скопје, бидејќи доаѓам од Гостивар, е мала. Но тоа е доказ дека јас сум можеби една од оние кои што се најприсутни во собрание, активно, со работа, со се останато, така да сметам што се однесува до ова дека моето пошироко семејство, да кажеме, нели оние 3 стана, се извинувам, што се на име на мојата мајка, милион пати сум кажала дека тие се стекнати со наследство од моите баби и дедовци. Јас би поставила едно друго прашање. Дали е понечесно да се реално припатува со доказ и да се за тоа наплатува согласно закон, или можеби како истражувачко новинарство да се испита некогаш дали можеби има такви случаи на злоупотреба да се користи стан што законски следува, не велам од пратеници, можеби од министри, заменици министри и сите оние на кои што законски им следува, нели, доколку не користат патни трошоци, на пример да речеме во тој стан да ви живее потесното семејство. Можеби и ова треба да се разгледа. И благодарам за ова интервју. Беше чест. Shikues të nderuar, vazhdojmë më teme lajmet.